Обвинителството за гонење на организиран криминал и по втор пат се прави глуво и немо по признанието на нивната екс-шефица Вилма Русковска, дека поранешниот премиер Зоран Заев директно изјавувал да ургира и бара преквалификација на делото за случајот 27 април. Тој сакал наместо за тероризам, таа како главен обвинител во случајот да ги гонат луѓето за поблаго дело, затоа што му требало поддршка за уставните измени за промена на името. Русковска гордо се фали дека го одбила, но проблемот е што целата низина приказна представува кривично дело. Дали за предметот 27 април од вас бараше Зоран Заев преквалификација на делото? Во насока на обезбедување на доволно поддршка за знаеме што за промена на уставното име. Да. Тоа што Русковска треба да го знае како екс-обвинителка, но и сегашниот републички јавен обвинител Љупчо Куцевски, е дека ваквата нејзина изјава може да се смета за признание на извршено кривично дело, особено ако се земат предвид одредбите од кривичниот законник. Потенцијалните прекршувања вклучуваат примање награда за противзаконито влијание, злоупотреба на службена положба и овластување и трговија со влијание, тешки дела за кои се предвидени високи затворски казни. На прашање на Алфа, колку пати Русковска треба да каже дека Заев правел пазар за уставните измени и тргувал со влијание, за да обвинителството реагира, оттаму молк. Ова не е прв пат Русковска да признае. Имено, уште во октомври ланската година, таа во емисијата Претрес објасни како се одвивал целиот телефонски разговор со поранешниот премиер. Тој се јавил пред изгласување на законот за амнистија и побарал да не ги товари луѓето за тероризам во случајот 27 април. Ми се јави телефонски пред носење на законот за амнистија да ја извршам преквалификација на делото. Јас одбив. И после уште еднаш или два пати... Кој би барал преквалификација? Заев. На кое дело? Ова за 27. И што би бараше? Па да биде некое полесно кривично дело. И вие сте одбиле? Да. А како ви викаше, поради која причина? Поради уставните измени. И тогаш, како и сега, државниот обвинител не гледа и не слуша ништо. Истиот ден, откако Русковска првпат призна за телефонските јавувања на Заев во гостување на Алфа телевизија, Куцевски одговори дека таа требало да пријави за да може обвинителите да постапат. Тоа, доколку го кажала, требало да дојде да го пријави во јавното обвинителство. Такви сознанија за сега немам, дека е заведен предмет токму на таа околност. Инаку, 16 од 17 обвинети во настаните од 27 април беа осудени вкупно на затворска казна од 211 години, додека ослободен од обвинение беше само еден. Експертската јавност одамна негодува дека истрагата треба повторно да се отвори, бидејќи луѓето се политички затвореници. Иако за упадот со судска одлука нема организатори, сепак тие се уште се терористи според судот и обвинителството. Преживеа изживување, малтретирање и лежат драконски казни за дело за кое многумина е обична фарса и организирана политичка хајка на претходната власт.